Северна Македонија, Албанија и Србија заеднички ќе работат на справување со проблемите поврзани со економската криза, недостатокот на храна и електрична енергија. Ова го договорија лидерите на трите држави на самитот Отворен Балкан, кој се одржа во Охрид. Ќе имаме видеоконференција за да продолжиме со нашите подготовки, за нашите експерти да се обединат околу тоа, да ги пронајдат најдобрите решенија и излезот од кризата, која што се заканува на целата Европа во следните 6 месеци до година дена, да се обидеме да си помогнеме едни на други. Ќе подигнеме една заедничка работна група за кризата и за конкретните решенија, бидејќи кризата, длабоката криза, која според сите прилики ќе биде уште подлабока, ќе се продлабочи, која го надвrdela не само нашиот континент, туку целата планета, целиот свет, бара издржливост и посветеност на секоја држава, но се што ние можеме да направиме, да го лесниме товарот на секоја од нашите држави, кога и последната зрно на жито ќе има една тежина, голема тежина, колку една вреќа со жито. И кога последниот киловат на електричната енергија ќе има голема значење колку што е 1 мегават. И поради оваа причина нашата заедничка група ќе започне веднаш со работа. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски рече дека Отворен Балкан има конкретни резултати и затоа земјите од регионот треба што поскоро да станат дел од Европската унија. Денеска овде во Охрид отвораме нови поглавја во соработката во областите на туризмот и културата. Час поскоро нашите граѓани од Отворен Балкан да почувствуваат нови економски и други бенефити. Може тоа да биде убав одмор во Саранда, Охрид или Копоник, по поволни услови со прилагодени цени. Може да бидат нови поволности и олеснувања за побрз проток на стоките кои фирмите треба да ги увезуваат или да ги извезуваат. И покрај тоа што беа присутни во Охрид само како наблюдувачи, Црна Гора и Босна и Херцеговина искажаа подготвеност да се приклучат на иницијативата. Уште не е донешена политичка одлука после овој состанок и се што слушнавме тука и подпишување на споразумите, на меморандуме, дека Босна и Херцеговина мора да постане полноправен член на овој проект. Повеќе сум сигурна пред него што дојдов тука. Ово е дефинитут сосема на едно ново лице на Западниот Балкан. Така, целта е да Балкан Опен треба да има повеќе и повеќе учесници, повеќе партиципијанти, повеќе лидери од различни области и конечно да работиме тие ствари што ги очекуваат нашите граѓани. А ова слика испреча една поинаква порака кон регионот. Нашата рака на пријателство е подадена. Отворениот Балкан нема да запре и нема да се затвори. Не. Ова е сигурна работа, иако е малку. И кој ќе се спротистави е осуден на неуспех и на разочараност. И кој се воздржува едноставно губи време, драгоцено време, за да придобие од оваа иницијатива. Заменик државниот секретар на САД Габриел Ескобар пак испрати порака дека САД го поддржуваат Отворен Балкан и дека оваа иницијатива треба да остане економска, а не да биде политички проект. Без учество повторно на Косово заврши Охридскиот самит Отворен Балкан. Пораката од лидерите на земјите учеснички од регионот е дека Отворен Балкан како иницијатива останува отворена за сите земји од регионот. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.